Тинтано, моме тинтано, аль си напрела вретено? Напрела сум го напрела моето ми го вретенце, за 3 години предено, ама сум си го продала. На пуста штура меана, за пусто вино црвено. Во ризницата на извонредно богатото и разновидно традиционално текстилно творештво, ткаеното волнено сукно или како што уште се нарекува и клашно, како основен материјал за изработка на носијата, зазема мощно истакнато место. Затоа и убавината и удобноста на носијата зависат од квалитетот, од начинот на неговата изработка. Додека секоја пределска и етничка целина во Македонија има своји специфични стилски белези, постапката во изработката на волненото сукно речиси секаде е иста. Овој процес најверојатно е задржан и наследен од старите цивилизации кои екзистирале на Балканот и пошироко. Така, кожата, волната, конопот и ленот им биле познати и на сите словенски племиња. Тие биле и главниот материјал од кој ја изработувале својата облека. Основните бои на тој материјал биле белата, сивата и темната, а ги добиваме од природната боја на волната. Дека уште старите словени ја имале усовршено технологијата на изработката на ткаенини, кои потоа богато ги украсувале според потребата и намената на облеката, зборува и грчкиот историчар Приск, кој во еден свој запис вели: во дворот на Атила во 448 година седеле словенки околу неговата жена и ткаеле и везеле разнобојни шарки на платно, кои подоцна ги употребувале за украси на својата облека. Ово умење тие го познавале уште од нивната стара татковина. Со нашите камери појдовме низ некои села во Македонија со цел да го регистрираме овој домашен начин на изработка на домашното платно, односно волненото клашно. Бевме пријатно изненадени од сознанието дека овој технолошки процес се задржал во повеќе македонски села, особено оние во рицко-планинските предели. На нашиот пат застанавме во село Вирово, Демирхисарско, село во кое најголемиот број од местните жители се занимаваат со ткаење и валање на волнени ткаенини. Изобилството волна, како во планинските, така и во рамничарските предели во Македонија, условило и облеката најчесто да се изработува од волнена ткаенина, а помалку од лен или од коноп. Со стрижењето на овците започнува и процесот на добивање на волненото сукно. Стрижењето на овците обично се врши во јуни со појавата на првите горештини. Чинот започнува во раните утрински часови со првото сонце, во некое саботно или неделно утро.
За стрижањето на овците е врзан и верскиот обред, кој веќе е во изумирање и кој денес ретко некаде може да се сретне. Имено пострижањето на овците, кое го прави искусен човек од селото, овците се втеруваат во трлото и притоа се попрескуваат со китка зелен восилек натопен во вода. Со овој верски чин се верувало дека овците се зачувуваат од урокливи очи. Волната најчесто се пере во блиските потоци и реки. Ова работа речиси секогаш ја прават женските раце, особено младите невести и девојки. По перењето, волната се простира во двориштето додека добро не се исуши. Уште при собирањето на исушената волна, таа се одделува според бојата и се подготвува за следниот чин во постапниот процес – чешање или, како што уште некаде се нарекува, чепкање. Санош сидела мома, санош придела. Да испрела мома 9 вртена. 9 вртена мома бела куприна. Ем ги напрела мома, ем ги смотала. Јошче си нема мома да ми јусамне. Чешајте, мори вие, убаво чешајте. Овие се гребни. Убаво влачени. Треба да се навлачи на гребниве. Да ја предиме. Ја што ти умеам да влачам. Сега волната што ја чешавме е влачевме. Па сега ќе ја предиме. Да испредиме па да ја ткајме.
nećemo rezati. Vamo, vamo, vamo. Tako. Da. Sad će smurno, nakon će go vrlane. Čekaj, čekaj. Toliko dosta, gledaj sam. Čekaj, ja sam. Čekaj, gledaj ti. Treba da se... 4,5 se gledaj. Treba izbaš 4,5. Nije 4 sata. Koliko ima? Koliko ima, викам, колко има, а? Слова 4 ги види? Сега 3. 3? Чекай сега. Че да приснам, не пред тема да се грешам. От това се грешават. Ти не почват, Господи, утре не може и да се върти. Иди да се скина жица. Айде, развивайте. Запнатата им завищите. Тръгай. Само една живица повече от трите. Само една. Сега още 15 бройници. Още 15. Още 15 бройници. Бързи мече. От тия другите привързат. Не, нека долу. Нека долу. Неко, чи нека долу. Неко. Ќе излезе. Ова е навојче, sad kaže седам е навојче, ќе го навиваме. А овие се, ова е кросно. Ќе виткаме оснота на кросното. А овие се вака цепци, ќе клајме цепциве, за оснота да ја спружиме, да не води туго, да ја навијаме. Оти без цепци, тоа не може да се работи. Чекай да дам да удам. Не го доврзали ово што чиниче. Да врзиме двата цепци вака. Ова е навивање, ова е пратец, а ова е кросно се викат. А ова што седам е навојчето. Еве и стапче имам за да го вртам снојтинката. Ама бе, тука стегни. Стегни тука, кога пропушти. Чекай. Ај стегни тука. Изтереме тука. Не може да стегнеш. Стегни тука, така. Ќе да оклам стапче сега. Сега Веро, спуштувај ти расправи тука пред анаковата. Вака, мора да се осветува, па се клајт на ништи да го ведиме, кај нищите. И ќе го ткајме. Завелен са ува. Нагоре, кон вака. Аха, кон вас. Растуја, дече. Ето. Сичи. Чекай сега вака, ладно.
Ovi se ništa. Bez ovije ne možemo da tkajeme. Moramo ovi postavimo na osnota i na razbor pa da tkajeme. Ovi se vikat ništa. Ovi se vikat škripci. Bez škripci ne se raboti. Aj, Gospode Bože, pomoži. Ne mi zade, da mi dajše. Ko ti predam? Ja nekako. Ko ti predam? Uzem mi ga. Ja pogledam. Vaka moramo da ga uvedime, pa da se tkaj to, inako ne se tkaj bez ništa. Сега ова се викат брдо. Го ведиме во ништиве, во овие, сега ќе го ведуваме во брдото. Па после ќе го хладиме на разбој, мора се ткај на разбој. А без брдо не можете. Да може да рече да. Ето, тоа е брдо. Вот, не почнува и вака. Сега ова е разбор. Ќе ткајме клашните. А овие се брдилата. Значи, овие се прави вака брдилата. Еве и по ножките. И пусти на разбор. Ткаењето како стара уметничка традиција, создавана и оформувана од многу генерации, пренесувано од поколение на поколение, има одамнешно потекло. Корените на ова традиционално народно умење секако потекнуваат уште од прасловенската културна почва. Тоа умење е пренесено во новата петковина, па така и на Балканскиот полуостров, како и во неговиот средиштен дел што го зафаќа подрачјето на Македонија. Ткаењето како старословенска културна придобивка се преплетува со елементи од старобалканската традиција, како и подоцнежните византијски и турско-ориентални текстилни ткаени декорации. Во строго определените норми на обичајниот живот во селската патриархална заедница, ткаењето е обврска што треба да се научи уште во најраното детство. Постојана грижа на секоја мајка е да ги упатува своите женски деца во совладувањето на ова вештина, почнувајќи од наједноставните ткаенини. Па така, старото традиционално народно текстилно творештво се задржало низ вековите во рамките на домашното производство само за потребите на членовите на семејството. Од тука и денес можне често среќаваме разбои во секое селско па и градско домакинство. Вистина, ретко се во употреба, но за некои видови ткаенини и денес разбојот е незаменлив. Тодорка платно ткаеше на 2-3 бели кенари, со 3-4 краишча. Тодорка ткает и плачет. Мајка е велит говорит. Тодорке, Дилбер Тодорке, зашто си ткаеш и плачеш? Дал ти е разбој расипан? Дал ти е кросно скршено? Ил ти е сваљка пукната? Ил ти се нишчи скинати? Не ми е разбој расипан, не ми е кросно скршено, ниту е сваљка пукната, ниту се нишчи скинати, тук ми е момче чужбина, 7 години котишло, ни книга, ни пара пушчило, нито се само вратило, сега ми книга пушчило, друго јас либе да најдам.
валањето, кое е следниот чин во овој процес, наедно представува и најделикатниот дел на постапката. Потребно е извонредно умење и чувство на мајсторот валавничар за точно одредување на температурата на водата и времето на валањето. Секоја грешка предизвикува лош квалитет. Селскиот терзија е последниот во долгата низа уметнички создавачи на изработената носија. Клашното, веќе обоено според желбата на собственикот или онака во природна боја, терзијата го крои без теркови и во вообичаените форми, што ги среќаваме кај повеќето видови носии во Македонија. Во облеката како финален производ на целиот тој технолошки процес при изработката на материјалот, се согледуваат слоевитите траги на историските, општествените и културните настани, во кои е одразена и современоста, а наедно го искажува и високиот творечки потенцијал на народниот дух, особено на нејзиниот создавач, македонската жена уметник. За жал, практичноста и удобноста на современата облека ги истисна од употреба убавите, тешки и господствено накитени носии. Заборавени во старите ковчези и ормари, денес нивниот сјај и раскош го задушува мирисот на нафталинот. Ретко ги среќаваме дури и во најудалечените села, а почесто можеме да ги видиме во музејските витрини или со својата раскошна декоративност и богат колорит, вклопени како ликовна апликација во современиот дом.